Почитувани гледачи, добро утро и добро дојдовте во најновото издание и прво за оваа недела на емисијата 24 од Сестрите со мене Мартина Проковиќ-Костовска. Денеска ќе разговараме на една доста интересна тема која што ќе го задржи, верувам, вашето внимание. Станува збор за когенитална вродена катаракта. Со мене во студиото денеска доктор Златко Арнудовски, специјалист офталмолог и офталмохирург од Систин офталмологија. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, Мартина, добро утро на гледачите на нашата емисија 24 од Сестрите. Баш ми е драго и те што повторно сте со нас во емисијата, каде што ќе зборуваме секако за многу важна тема, која што е од областа на офталмологијата. Ова е широка тема, ќе можеме, се надам дека ќе стигнеме во тие половина час да кажеме се што може да се каже. Секако во вториот дел ќе бидат уклучени гледачите, ќе можат да си постават и некое свое прашање кое што е поврзано нормално с темата. Да, избравме една тема која е многу интересна, многу значајна во смисла што би сакале гледачите да ги упатиме, односно младите родители, како може да откријат и кои се првите знаци на вроденото перде, народски речено, или ја викаме конгенитална катаракта. За среќа, заболување кое што е ретко. Добро. Меѓутоа, од друга страна, доколку не се открие навреме, последиците во однос на развојот на видот можат да бидат во таа смисла да детето остане цел живот со многу намален вид, со појава на така наречено мрзливо око и да во текот на своето образование понатаму работен процес не може нормално да се вклучи во сите оние секојдневни активности. Од тие причини, раното откривање на конгениталната катаракта или на вроденото перде од многу големо, односно од суштинско значење. Болеста се јавува многу рано, значи во текот на, односно со самото раѓање може да се јави заболувањето или може да се јави веќе понатаму да се манифестира во текот на првите месеци или години од животот. Меѓутоа, со оглед дека релативно ретко се јавува на двете очи. Добро. Значи имаме катаракта или заматување на леќата при раѓањето кој се јавува само на едното око. Другото око е нормално, гледа убаво и така натаму, болеста релативно тешко се открива заради тоа што детето најнормално функционира. Полесно се открива во оние случаи каде што катарактата се јавува на двете очи, така што родителите веднаш и по раѓањето ќе забележат дека оној нормален развој на видот изостанува, дека детето има проблеми при движењето, во ориентацијата во простор, при играњето, при оние секојдневни манипулации со играчки, со движења, ќе го забележат дека изостанува оној нормален рефлекс, односно на нормално движење на телото, на главата, на рацете во координација со видот. Така, зашто се појавува катарактата? Познати ли се причините? Затоа што сепак станува збор за вродена катаракта. Пак ќе кажам за среќа ретка, значи се јавува во негде еден случај на 10.000 новородени, меѓутоа постои. Причините точно не се познати, еден дел од катарактите се наследни, односно имаат своја генетска предиспозиција, се јавуваат кај некои 20-25% од пациентите се наследни и обично тие наследни катаракти знаат да бидат обострани, значи да се јават на двете очи. Другите катаракти најчесто се поврзани со одредени проблеми кај мајката во текот на бременоста, особено во текот на првите 3 месеци од бременоста. Тој период го викаме период на органогенеза, значи кога се создаваат, се формираат органите на новороденото. Најчести причини се одредени инфективни заболувања, особено од групата на сипаниците, најчесто е рубеолата, која што може да предизвика, познато е дека предизвикува катаракта и не само катаракта кај новороденото, туку може да предизвика и други малформации пред се на кардиоваскуларниот систем и на срцето. Најразлични вирусни инфекции, од типот на банални инфекции, херпес зостер, цитомегаловирус, да не ги набројувам сите тие, често е поврзана со одредени, со земање на одредени лекови. Например, познато е во 60-тите години на 20-тиот век тетрациклините, дека има ефект на создавање на катаракта и на други малформации, доколку мајката во текот на бременоста ги земала поради некоја друга причина или друго заболување.
Воопшто една широка палета на лекови постои кои што доколку мајката ги употребува во текот на бременоста може да предизвикаат катаракта, начинот на исхраната и она на што особено инсистираме е многу важно да мајката во текот на бременоста редовно го контролира својата бременост, редовно оди на гинеколошки преглед и да ги слуша, односно ги спроведува упатствата од својот лекар. Матичен доктор, Да. така. Кажете ми, рековте за родителите дека најдобро и најлесно откриваат кога и на двете очи ќе се појави катаракта. Споменавте дека тука исто така и начинот на однесување на детето, како се однесува, дали ќе дофати нешто или нема да дофати. Меѓутоа ме интересира дали на окото се појавува некоја бела точка која што буквално личи на перда. Дали е како кај останатите, кај повозрасните луѓе? Знае да се јави точно и како кај повозрастните луѓе да побели сосема леќата и зеницата да биде бела, да има една седефасто бисерна боја и тогаш многу лесно се забележува. Меѓутоа тоа е релативно ретко затоа што таа катаракта веќе е значи целосно заматена и детето фактички е слепо, не гледа ништо. Многу е почесто да е делумно заматена, да е зафатен еден дел, да е зафатено само едното око. Постои некаква анатомска поделба на тие катаракти, предни, задни, поларни, нуклеарни и така натаму, меѓутоа релативно ретко е ова што ме прашувате дали двете очи се замати. Многу едноставно може да се самите родители да проверат или да направат одредена разлика кога ги фотографираат своите деца по ние разни поводи, а денеска благодарение на оваа технологија со мобилните телефони, разни апликации и така натаму сме во можност нон-стоп да фотографираме, да сликаме, да ги следиме тие настани, доколку на двете очи постои нееднаков црвен рефлекс. Знаете кој е? Јасно, да. При сликањето со блицот, светлото доаѓа до внатрешноста на окото, се одбива, се враќа назад и се добива еден црвен рефлекс. Доколку тој црвен рефлекс е нееднаков или изостанува на едно од очите или на двете очи, значи дека постои некој проблем и најчесто постои проблем во тој преден дел на окото, велиме, или на роговицата напред, или позади на леќата, значи тоа заматување не ја пропушта светлината и тој црвен рефлекс што се добива, оние црвени заачки очи на сликите, можат да ни бидат еден прв знак да не насочат да се јавиме на очен лекар. Што откако родителите ќе откријат дека има некој проблем детето со видот? Што треба следно да направат? Многу е важно веднаш детето да биде прегледано од страна на офталмолог. Прегледот се врши на широка зеница, за да се установи точно формата на заматувањето, каде се наоѓа катарактата и така натаму. Прегледот на децата е доста тежок, затоа што се вознемирени, не соработуваат како возрастени нормално, некогаш дури и тој преглед го правиме со лесна општа анестезија, за да можеме убаво да ги видиме сите структури на окото, детето да биде мирно и да се договориме што следи понатаму, односно да го планираме лекувањето. Лекувањето на конгениталната или на детската катаракта е исклучиво хируршко. Значи, операцијата на катарактата е таа што фактички ќе го реши проблемот. Со тоа што операцијата на катарактата кај децата е еден посебно комплексен, посебно тежок проблем кој што бара не само соодветна техника која што ја имаме на нашата клиника во Систина офталмологија, туку бара и хирург искусен кој што долги години се занимава со оваа проблематика, затоа што структурата на окото на детето и однесувањето на окото во текот на операцијата е сосема различно од она како се изведува и какви се структурите на окото кај возрастен човек. Значи, работиме за една, зборуваме за една комплетно различна хирургија кај децата, катарактата на децата и различна хирургија на катарактата кај возрастните. Значи се работи за сосема се работи за една сосема различен начин на изведување на операцијата, во суштина логично истиот начин, значи да се отстрани катарактата за да се врати видот и да се стави леќа, меѓутоа сите структури, целата хируршка техника е
многу различна, бара многу внимание, бара многу добра подготовка пред операцијата, добри пресметки да се направат, заради тоа што како и кај возрастните, така и кај децата видот се враќа на тој начин што се вградува леќа. Пресметката на леќата е од многу суштинско значење кај овие мали пациенти. Леќата доживотно си ја носат, или? Да, леќата ја носат доживотно. Со оглед дека носат доживотно, а окото расте, окото на возраст од негде по првата година е негде 70-80% од големината на нормалното око кај возраст. Значи, ние треба да го пресметаме растот на детето, да пресметаме леќата и секогаш оставаме простор за корекција и со наочари за да гледа подобро детето наблиску. Се работи за веројатно за еден од најтешките хируршки зафати во офталмологијата, кои што од друга страна пребараат многу добра соработка со родителите. Затоа што хирургијата е едниот дел, многу важен дел во лекувањето, меѓутоа исто така толку важен, дури и поважен дел во лекувањето е соработката со родителите, правењето на вежби и упорноста и дисциплината на родителите да го научиме детето да гледа едноставно, да го научиме окото да гледа и окото да пренесува добра информација до мозокот. Тоа значи дека обично здравото или доминантното или подоброто око треба да се затвара. Сте виделе дечиња со ночери кои што имаат затворено око, значи треба да се затвара здравото око, тоа е една најстара и најдобра вежба на окото, затворањето на здравото око по одреден режим, значи точно знаеме по колку сати во текот на денот треба да се затвори. Здравото око е да го вежба да му враќа функцијата на окото кое што било оперирано или кое што гледа послабо. Нормално децата тоа не го сакаат. Да. Им го затварате здравото око, стануваат нервозни, не соработуваат и во тој смисол упорноста и соработката меѓу офталмологот и меѓу родителите од суштинско значење во решавањето на овој проблем. Она што сакам малку да го искористам оваа прилика е да имаме од друга страна па и родители кои што се малку повознемирени или ревностни, да речем, во следењето на развојот на детето. И сметаат дека за секоја ситница треба да се јават на лекар. Однос на видот и развивањето на видот многу е битно, родителите знаат дека видот се развива некаде до 7-8 година од животот. Во првите месеци на животот видот полека се развива. Децата, односно новородените бебињата, не гледаат онака како ние што гледаме. И често пати родителите во текот на првите месеци знаат вознемирени да исјават детето му плива, окото му бега и така натаму. Тоа се нормални појави и тоа го има кај сите новородени. Секако треба да се обрати внимание доколку тоа е константно, доколку едно да речеме искривено кон внатре или кон надвор или веќе има забележливи некои и надворешни знаци, ова што рековте дека е зеницата бела и така натаму, за да се реагира со време. Меѓутоа, видот се развива во текот на животот до 7-8 година од животот, окото е само еден дел од системот на гледање. Во системот на гледање, главното место, најважното место има мозокот, односно центарот вид, окото да спроведува сликата, а во мозокот таа се формира. Добро. Тука ќе направиме кратка пауза да ги погледнеме рекламите, потоа се враќаме назад во студиото, ќе бидат уклучени телефонските линии како што споменав и на почетокот и секако ќе можете да ни сконтактирате и да поставите некое прашање кое што е поврзано со денешната тема.
Чипс Мастер. Пробај и смени го твојот свет. Цел 1 е идеално решение за масна кожа, акне и мозолчиња, 100% од Швајцарија. Цел 1 формулата со екстракт од гел од полжав одстранува брчки, акни, лузни, стрии по породување и старечки пеги. Ги обновува клетките и го враќа чувството на мазна и затегната кожа. Природната состојка алантоин, со која се регенерира кукичката на полжавот, го обновува и подмладува изгледот. Дозволете си себе си совршен изглед. Цел 1 од сега во бити аптеките и сите други аптеки и веледрогерии. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Конгенитална вродена катаракта е денешната тема на која што зборуваме во 24 од сестрите со доктор Златко Арнаудовски, специјалист офталмолог и офталмохирург од Систина офталмологија. Од овој момент веќе сите што редовно не следите знаете и оние кои што може би ете за прв пат се приклучуваат, уклучени се двете телефонски линии, можете да не контактирате на 02 60 91 924 и 02 60 91 925. Кажете ми, доктор Златко, пред да се навратиме на денешната тема на која што зборуваме, имате нов проект Систина офталмологија на кој што работи за рано откривање на слабовидост кај децата. Може ли нешто повеќе да ми кажете за тоа? Точно, со големо задоволство го промовираме овој проект секаде каде што можеме. Започнавме еден голем проект кој што е заеднички со Лајнс клубовите на Македонија, дистриктот 132, со помош на USAID. Универзитетот на Југоисточна Европа е координатор на проектот, учествува Сдруженијето на офталмолози на Република Македонија, Систина офталмологија и повеќе други организации кои што се вклучени во овој голем и многу комплексен проект. Проектот е за спречување и односно рано откривање на слабовидоста кај децата или пречките во видот кај децата, заради тоа што досега првиот систематски преглед кај децата беше на возраст од 6 односно 7 години, кога децата ќе тргнеа во прво оделение. Се покаже дека тоа е неисправно, односно дека за жал со тој прв систематски преглед на 6 или 7 години ние доцниме со откривањето на слабовидоста кај децата. Од тие причини и со цел да го промениме законот за тој прв систематски преглед, идејата на овој проект е да направиме скрининг, односно испитување на 10.000 деца, а сега ја зголемивме бројката на 30.000 деца. Добре. Во градинките во 5 градови во Република Македонија, значи во Скопје, Битола, Охрид, Штип и Тетово, и на тој начин кога ќе го направиме тој скрининг, тие испитувања, да откриеме колку од децата имаат ослабен вид и врз база на податоците кои што ќе ги добиеме, да бараме промена на законот, да се помести границата и првиот систематски преглед да биде на 3 годишна возраст. Имаме одлична соработка со Министерството за образование и труд. Така да работиме еден проект кој што е убав, координиран од повеќе страни и веќе сме во тек и активно ги изведуваме испитување, односно скринингот на децата. Одиме по градинките. Значи веќе е започнат. Веќе е започнат проектот, одиме по градинките, екипи составени од лекари, офталмолози, волонтери од Лајонс клубовите и на тој начин го изведуваме овој кажете ми, каква е ситуацијата за сега, кај што сте биле до сега во овие градинки? Не би излегувале сега со било какви бројки. Важно е дека имаме одлична соработка и со родителите, нормално со градинките. Децата лесно ги изведуваме тие испитувања со оглед да земавме многу софистицирана техника на така наречени апарати кои што се викаат фотоскринери, кои што се фактички како фотоапарати, како играчки, на растојание од метр до метро и пол од децата можеме точно, многу прецизно да ги измериме
нивниот диоптер, така да сме одлично технички опремени и одлично се одвива скринингот. Така. Еден убав проект, како што рековте, кој што може да допринесе за порано откривање на сите оние проблеми кои што може да ги има детето со видот. Јас тука ќе се навратам на денешната тема, односно на вродената катаракта. Кажете ми, бидејќи спомнавте начинот на третирање, односно дека катарактата се лекува само со операција, па кажете ми кога најрано може да се направи оперативен зафат кај детето? Затоа што е комплексна ситуација и сепак се работи за детенце. Да. Секогаш одлуката ја донесуваме врз база на тоа, прво, каква е општата здравствена состојба на детето, заради тоа што интервенцијата треба да се изведе со општа анестезија. Второ, секогаш размислуваме дали се двете очи или едното око. Добро. Иако изгледа чудно, меѓутоа кога се двете очи зафатени со катарактата, ние имаме подобра прогноза. Добро. За операцијата, затоа што мозокот добива еднаков импулс, еднакво нејасна слика од двете очи. Доколку мозокот добива слика од едното око која е појасна, од другото око нејасна заради катарактата, тој почнува да ја прима сликата од окото кое што е здраво, нејасната слика од окото кое што има, да речеме, катаракта, не сака да ја прифати мозокот. Во центарот за фузија, каде што тие две слики се склопуваат една со друга и го добиваме стереоскопскиот вид, мозокот не ќе да ја приме нејасната слика, почнува едноставно да ја заборава, да ја брише и тоа око станува, ние викаме, амблиопно или станува слабовидо, народски речено станува мрзливо око, што е многу често. За да не дојде до оваа состојба, а со оглед да видот драматично брзо се развива во првите 3 месеци од животот, операцијата на катаракта, пак ќе кажам, зависно од овие претходни параметри што ви кажав, е добро да се изведе и на возраст од 2-3 недели до негде 2 до 3 месеци. Операциите изведуваме, се разбира, и покасно. И на годишна, 2 годишни и поголеми деца ги правиме овие операции. Меѓутоа, многу е важно да се фатат оние први месеци кога видот фактички се развива, кога центарот за вид ги прима тие информации најбрзо и најлесно, односно едноставно да го следиме природниот начин на развивање на системот за гледање или системот за вид, така што колку порано ќе решиме тој проблем, толку е подобро и сме возможиле на детето да има еден развој на нормален вид. Така, претпоставам дека кога станува збор за новороденче, тука треба и педијатарот да примети дали има некој проблем. Да, точно првиот преглед, Мартина, го прават педијатрите, треба да направат преглед, се разбира, и на очите, така што ги откриваме. Ги откриваме со време и имаме добри, односно речеме одлични резултати во лекувањето. Честа е вродената катаракта кај луѓето? Не е честа, со среќа не е честа, значи се јавува во некаде 1-2 случаи на 10.000 новородени, меѓутоа со оглед на комплексноста на операцијата секогаш многу сериозно ја сваќаме. Така. Колку време трае овој оперативен зафат? Исто како останатите и како и кај возрастните или се во зависност од детето? Оперативниот зафат трае релативно кратко, 15 на минути е интервенцијата, со тоа што нормално кај деца на оваа возраст мора да се изведе со општа анестезија. Така. Јас ќе се навратам малку кога спомнавте дека може на некој начин да се превенира и да се сопре појавувањето на катаракта кај децата. Спомнавте дека се случува да се појави кај жени кои што во текот на бременоста земале некои лекарства или имале некоја инфекција. Како може и покрај таа инфекција и покрај на употребата на тие лекарства да превенираат, односно да се заштитат и да го заштитат плодот? Многу е важно во текот на бременоста мајките да ги следат упатствата на своите гинеколози, односно да имаат еден нормален, здрав начин на живење. Еден од факторите е пушењето. Треба да бидеме свесни и треба да апелираме мајките, односно бременните жени не смеат да пушат. Докажано низ големи студии активното, а и пасивното пушење дека предизвикува одредени проблеми, малформации кај децата и тие се особено значајни во текот на првите 3 месеци на бременоста и затоа е значајно да знаат сите бремени жени, цигарите треба да ги заборават, односно пушењето е буквално забрането.
Докажано е дека јаглеродниот моноксид, кој што е еден од 300-те, можеби, адитиви, токсини, составни делови и така натаму на тутунот предизвикува дефинитивно, кога зборувам за катарактата, да, јаглеродниот моноксид предизвикува катаракта кај новородените. Се разбира, она што го спомнав, секој внесување на одредени лекови треба да биде под контрола на гинекологот. Здравиот начин на исхрана исто така е особено важен, консумирањето на алкохол исто така. Значи, едноставно да се води еден здрав, уреден начин на живење. Така. Кога станува збор за катарактата, рековте дека може да дојде и до некои несакани последици, претпоставува, може ли да се изгуби видот доколку не се третира на време, доколку не се отстрани на време пердето? Со оглед на тоа дека се работи за една многу тешка, многу комплексна интервенција во земји со низок стандард, земји каде што не е возможно да се изведе интервенцијата, ги гледаме тие случаи, тоа се деца кои што се страшно хендикепирани или практично слепи деца. Тоа е едната страна на ова заболување. Од друга страна, многу е важно лекарот правилно да донесе процена дали да се прави и кога да се направи операцијата. Има одредени случаи каде што откриваме катарактата, а кога е забатена периферијата, викаме ние, видот добро се развива, тогаш чекаме. Не ја правиме операцијата, не инсистираме да направиме операцијата брзо. Некојаш и мали заматувања како точки кои што овозможуваат добар развој на видот, ги следиме со години, па не донесуваме одлука да се интервенира. Значи, едноставно еден многу комплексен проблем. Така. Откако ќе се направи оперативниот зафат, што потоа, што треба да прави детенцето? Што е следно и родителите што треба да прават? Откако ќе се направи интервенцијата, видот почнува да се враќа и ние се обидуваме да му возможиме на окото, односно на мозокот, да добие максимално јасната слика што може да добие. Скоро секогаш правиме кај тие деца корекција за гледање на блиску со одреден диоптер на плюс на очек, за да може видот убаво да се развива. Од друга страна, она што го спомнав на почетокот, вежбите на затворање на окото. Секогаш се прави затворање на окото кое што е, ние викаме, доминантно или здраво или гледа подобро. Значи, претпоставувам, кога се работи за еднострана катаракта, после операцијата ние го затвараме неоперираното око, некогаш по неколку сата на ден, некогаш по половина ден, за да го возможиме, односно да го извежбаме оперираното око, кое што заостанува во видот, да почне да гледа, да се учи да гледа. И тие вежби на оклузија, односно на затварање, се навистина многу ефикасни, особено кога рано ќе се открие, рано ќе се оперира катарактата, така што резултатите се одлични. Да. Имаме гледач на линија. Добро утро, повелете. Добро утро. Повелете. Едно прашање до офталмологот, малку надвор од темата. Значи, се работи за бебе на 2-месечна возраст. Бебето има, значи, некој секрет во очите и како да и солзат очите. Значи, се обративме на офталмолог, ни рекоа дека наводно не било проводно каналчето и дека во рок, да речем, од 1 година, дека би требало да се среди тој проблем. Дали треба нешто да се превземи или да оставиме со чистење на тоа каналче, како што ни рекоа претходно. Добро. Ако тоа беше се, ви благодарам за вашето јавување и имате пријатен ден. Фала и со пријатно. Едно од најчестите заболувања, или повеќе би рекол состојба кај децата, е токму она за кое што ни се јавува нашата гледачка. Во текот на раѓањето, солзните канали кои што се поврзани, солзите истекуваат по ивицата на капаците очни, влегуваат низ 2 каналчиња во солзната кеса и низ еден назолакримален канал се завршува во носот. Тој канал каде што солзите се излеваат во носот кај децата, обично кај новородените, односно е затворен со една мембрана нежна. Добро. Во текот на
раѓањето при промената на притисокот од матката и надворешната средина, тоа е до прескање на тие мембрани и се воспоставува таа породност. Меѓутоа, често се случува да таа мембрана не пресне и остане столзното каналче, народски речено, затворено, односно таа мембрана се уште да презистира, да постои. Се смета дека треба да се чека некаде до 10 месеци, односно година дена, затоа што нема потреба од било каква интервенција да се прави, затоа што со текот на растењето и минувањето на конфигурацијата на лицевите коски, како што расте главчето на детето, тоа каналче едноставно само ќе се отвори и ќе се воспостави таа породност. Симптомите, значи, точно, како што и кажале офталмолозите, да нема потреба да бидат вознемирени родителите, се чека некаде до година дена. Во меѓувреме, исто така препорачувам да не одат да земаат брисеви постојано, да даваат капки антибиотици, значи едноставно тој период од првите тие година дена да се обидат да го поминат со минимум терапија, односно минимум користење на антибиотици, затоа што во суштина тоа заболување не се лекува, тоа е механичка пречка, додека ставаат родителите капки, ќе биде подобро, ќе престанат вториот, третиот ден пак ќе се јави истата клиничка слика, затоа што солзите немаат кај да истечат и се ствара една хронична инфекција. Доволно е со физиолошки раствор, со камилица, со газички, тоа да се чисти, да биде едноставно секретот да не биде механичка дразба и да го оштети окото, се или поминува само ќе се отвори каналчето, или правиме една мала хируршка интервенција, се вика сондирање и е исклучително успешно работиме кај нас во систина офталмологија. Така. Повторно имаме гледач на линија. Добро утро, повелете. Добро утро. Повелете, во програма сте. Ве поздравувам вас и почитуваниот лекар. И би сакала да му поставам едно прашање. Добро утро. Ве слушаме, ве поздравувам вас како водител и почитуваниот лекар. И благодарам. И би сакала да поставам едно прашање, сепак е поврзано со темата. Мојот син, како мал, при прележувањето на врчелата, како сипаничка, му се појави во окото. Имавме тога некои проблеми, но се локализира. Сега, веќе има 40 години, и наеднаш се појавува диагноза, пред неколку дена му дава очен лекар кај нас во градот, дека има мрзливо око. Добро. Што е тоа мрзливо око? И му дадоа на очередености со тоа што тоа око не гледа добро, за разлика од другото око. Дали оваа сипаница што имал нешто има допринесено за ова сега да се случи, а меѓу време како диагноза имаше алергија. Добро. Мислам, би сакала да знам што е мрзливо око. Добро. И дали за тоа нешто има лек, мислам, зафат некој, носи диоптер различен еден од друг сега. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Да го слушнеме и следниот гледач, па докторот ја одговори на прашањата. Добро утро, повелете. Ало. Повелете, во програма сте. Ало, добро утро. Повелете, ве слушаме. Поздрав до емисијата, исто така и до докторот. Имам едно прашање, може би не е баш по денешнава тема. Се работи за момче од 21 година, носи наочари. Диоптерот е во минус и има значително повисок цилиндер. Дали е можно да се оперира? Добро. И дали е погоден моментот, например, сега за возраста? Добро. Ви благодарам за јавувањето, имајте пријатен ден. Да, ние сме веќе на крајот на емисијата. Да, ќе се обидам брзо да одговорам. На втората гледачка, синот му препорачувам да се јави кај нас на преглед во системна офталмологија. Имаме оддел кој што се занимава со лазерско намалување на диоптријата и еден цел комплет на диагностички процедури кои што се поврзани со тоа. Значи, треба да дојде на преглед, се прават сите снимања, сите испитувања, после тоа точно може да определиме и да му кажеме се што може да се направи. На првата пациентка, откривањето на мрзливото око. Накратко, мрзливото око е доколку двете очи имаат различен диоптер, не гледаат добро и доколку тоа не се открива во текот на првите 7-8 години возраст, што е тешко и не треба родителите да се обвинуваат заради тоа што детето најнормално функцира со едно доминантно око, тогаш
лекувањето е припишување на научари, правење во детска возраст на вежби кои што сега не би имале ефект на 40 годишна возраст, а во однос на варичелата која што е прилежана, некогаш варичелата го зафаќа и окото, и доколку направи промени на предниот дел на окото, некоја матнина, флека, некое заматување, можно е да поради тоа окото остане мрзливо или викаме слабовидо, меѓутоа сето тоа може точно да се утврди со офталмолошки преглед, така да го канам да дојде кај нас на преглед. Да се направи еден преглед рутински. Да. Доктор, ја тука би сакала да ви се заблагодарам што сте бевте и денеска дел од емисијата 24 од Сестрице. Темата, како што рековме, широка е, можеме уште многу да зборуваме, меѓутоа времето толку ни дозволува. Се надевам дека следниот пат повторно кога ќе се видиме, ќе зборуваме на некоја тема слична од областа секако на офталмологијата, меѓутоа слична зборувам за катарактата и да ги споменеме оние работи кои што денеска не успеавме да ги споменеме. Со задоволство. Повторно ќе се видиме. Поздрав до нашите гледачи. А вие, драги гледачи, секако останете со програмата на телевизија 24 вести. Во 10 часот следуваат најновите информации од Македонија и од светот. Емисијата повторно гледајте утре во истото време. До гледање.